Супер. На практичните часови зборувавме за терминологија, но уште еднаш би било добро чисто за потсетување, додека што ќе ги користите овие термини во ова организирање на групата, поставување на групата за време на час, најчесто во клубови, не би требало, најверојатно нема да го користите ова. И сега кога зборуваме за терминологија, зборуваме за ставови, приземни положби, значи приземни положби нешто што е блиску до земја, потскокнување, свртување, движење, голема група и задржување. Оваа книга би требало да ја имате во делот на книги. Само што еднаш да видам. Терминологија Ѓорѓевиќ. Тоа е таа книга. Е на српски овој дел, но чисто визуелно може да ги видите што значат разни терминолошки постави и како да се, што значи доколку е ставот ичекорен, што значи доколку е ставот расчекорен, што значи предрачи, узрачи, прирачи, приземни положби кои се, ја накратко ќе ги поминам во овој дел. И сега, кога зборуваме за ставови, значи тоа се ставови со исправени или со свиткани нозе. Дел од нив сработивме на брзина. Тоа значи дека некој дел од стопалата ги допираат другите делови од стопалата или не ги допираат, но генерално колената се исправени. Со исправени нозе ставови беа оние токму ножни, каде што стопалата се допира меѓу себе, значи со некој дел од стопалата. Значи се допираа стопалата. Чекорни ставови, исчекорни, ножни и расчекорни се ставови каде што стопалата не се допираат, но се пренесува тежината само, дали е на двете нозе, дали е на едната нога, дали тежината останува на ногата која што не се придвижува, па така се разликуваат оваа група на чекорни, исчекорни, ножни ставови. Расчекорните се посебна група. Накратко, нели, чекорни е кога тежината останува е равномерно распоредена на двете нозе. Исчекорни е кога тежината се пренесува на ставот на ногата која што исчекорува, која што ја придвижуваме, а другата нога само го допира подот. Ножни ставови се оние кои што тежината останува на ногата што не се оддалечила. Значи, останува на ногата која што се придвижува, се подигнува од подот, сепак допира, но на некој начин нема тежина. Чисто уште една ретроспектива околу тоа какви ставови се исправени нозе има, кои се насоките, значи како може да се каже, на пример, ичекорен со десна напред и надвор и слично. Токму ножни ови ги скажавме, споен спетен кога делови од тело се допираат. Накратко ги поминав чекорните, исчекорните, добро, какви се може да бидат. Овој дел сакам да го спомнам. Ставови со свиткани нозе, значи може да биде получучнување или чучнување. И користите најчесто каде што еден брпис, модерно кажан, може да го кажете дека преку од исправена положба одите во получучај или чучнување, рацете во опирање предно, потоа се испружуваат нозете во лежање во опирање предно, повторно се враќате во втората положба и повторно се справате горе. Значи може да се опишете и кога ќе го поминеме делов на сите ставови, тогаш може брпис нека ме потсети да ќе го објаснам што значи. Клекови се ставови каде што коленото допира дел од подлогата. И се овие може да бидат двоножни или едноножни. Например, една нога е во клек, десна нога во клек, значи дека со десното колено допираме под, но левата нога е во одножи настрана. Па има некоја вежба која што треба да се изведе. Голема група на ставови се исто приземни положби, каде што може да бидат седења, лежења и опирање. И сега, седење е кога само глутеалната регија или регијата на задната регија или задникот е потпрен на, всушност е на подот, плюс стопалата. Лежење е кога целото тело е потпрено на подот, додека опирање
се кога рацете и нозете се подпрени на подот, се поставени на подот. Всушност, значи е седење ако ги ставите рацете позади вас на под, тогаш не се седење, тоа е опирање. Додека ако сакате лежење да направите, треба целото тело да се спушти сосем нозете, да го допира подот на некој начин. Еве една сликичка овде каде што покажува лежење, и една сликичка каде што покажува опирање во получучење. Значи гледате курсорот каде е опирање во получучење. И ова е положба на седење, каде што рацете не допираат ништо. Мислам дека и во книгата може да се најдат ваква една табела сумарна на сите приземни положби. Следната група е поскокнување. Ова беше нешто слично како она што го работевме свртување, надесно, налево. Тука имаме, например, првин, да кажем, што се поскоци во место и од место. Знаеме, кога е во место работевме со јаженци, значи во место. Имаме кога е од место, тогаш одиме нанапред, подскоци наназад, подскоци настрана. Може да биде во движење, значи кога правиме чекори. Да, или случајно беше. Ако имате нешто да прашате, прашате. Мислам дека темава не е нешто, мислам ќе ја поминам на брзина. Следната тема е поинтересна. И сега, ако сакаме да направиме, например, подскок со свртување, тогаш би било подскок во место надесно, подскок во место надесно круг и слично. Да, ова е сумарна табела. Окрети или свртување, добро, тоа се тие што ги кажав, значи свртување ги нарекуваме надесно, окрети има српска терминологија. Да, сумарна табела, движење. Огромна група на движења, терминолошки, каде што има движење со раце, движење со нозе, движење со труп. И сега само да видам дали се распределени, посебно не се распределени, супер. Движење со раце ги споменавме, одрачи, прирачи, десна рака узрачи, лева рака одрачи. И сега веќе отприлика може да добиете информација тие што беа на часовите, што значи. Движење со нозете, исто значи предножи високо, имате вежба со десна нога на еден предножи високо, на два заножи високо. И тоа би било како некој клапто, значи правите разгибување во пределот на карлицата. Движења, така го гледате екранот. Имам шер направено? Да, имам шер. Да, добро. Збуни не ми покажува слика. И сега движење со трупот, тука се доаѓаат интересна група, каде што, например, многу вежби ќе сретнете, имате засук, кога телото се движи по хоризонтална рамнина, значи на лево или на десно во истегнување, имате предклон, знаете, му се поклонувате на царот или на царицата, предклон, имате затклон, имате отклон на страна. И сите овие движења може да се објаснат на некој начин, за да полесно ги наместите луѓето кои што вежбаат. Повторно една група, една табела со групен приказ на сите движења. Издржај или задржување, например на планкови. Модерно е да се кажува, имате планк на лакти или задржување во опирање на лакти, предно би било на македонски. Ако е планк наназад, значи на лакти позади, тогаш е опирање во лежење задно на лакти. На тој начин може да го опишеме. И задржување може да бидете со нозе, може да бидете со трупот, например задржи во предклон. 1, 2, на 3, на 4, во длабок предклон и стегни. Овие команди, наредби или така задачи, како да ги кажам, да не звучи многу војно, посебно сега со ситуација во Европа, но сепак на некој начин може да кажеме, нели, групата треба да ја спастрите, па на бела линија построи се или на било која линија, мирно, надесно порамни се, чисто за да ги наместите, на парови преброј се, може да ја придвижите целата група во движење, група напред, група стои, со десно крило зави, со лево крило зави и слично. Да, ова е тоа. Битно е дека наставникот треба да биде, ако на овој начин одиме и се прави некој збор, наставникот да биде да прави некој рамнокръг триаголник, но може да биде тој во
нели во круг, може да биде некаков начин како што ви одговара чисто организационо да го организирате просторот и часот. Океј, во овој дел немам нешто посебно, оставам на вас. Би било добро да ги знаете, нели, овие терминолошки моменти за да можете да организирате часот. Додека префрлувам на другата тема, дали имате некои прашања? Во ред, ќе сметам дека нема прашање. И сега, малку теоретска тема, но исто така е добро да се знае, понатаму ќе влегуваме подлабоко во другиве теми, начин на тренирање и слично, но овој дел сакам да го поминам. Веднаш само да видам, мислам дека следна тема ни е... Само да видам кога е првата тема за... Да, координацијски способности 18 март. Океј, тука веќе влегуваме во моторички способности и ќе сватите на кој начин би требало да се совладат работите, за да знаете програма некоја да направите за подобрување на способностите, а координацијските способности ги работевме, затоа е одбрана како прва тема од сите силови способности. Добро. Да. И сега, кога зборуваме за систематизација на движењата, постојат повеќе видови на систематизација. Значи, многу автори пробале да направат некој систем или да дадат насоки какви се движења може да постојат. Па, например, не знам, мислам, целото тоа систематизирање е затоа што имаме огромен број на движења. Не знам дали ви текнува кога зборувавме на првиот час, мислам дека беше, ако ги споменам моторичките способности, дека беа отприлика 7 ми ги клучиме, нели, еднаш ќе ги кажам и ги повторувам постојано за да влезат во некако во шаблон, во меморија. Брзина, сила, издржливост, флексибилност, рамнотежа, координација, прецизност, што не кажа друго, уште некој, значи 7 беа отприлика. Ако зборуваме за нови движења или моторички навики, дали може да ги изброиме колку вид на моторички навики постојат? Што мислите? Например, еве, знам да возам велосипед, тоа е моторичка навика, знам да скијам, знам да возам ролери, знам да жонглирам со 3 топчиња, знам да вртам јаженце на неколку начини. Дали знаете некои други движења? Дали може да наброите колку фонд на движење знаете? Изгледа сум сам повторно на часов, иако 20 се. Како? Не може да изброиме колку движења знаеме. Точно, значи, да, споменав еднаш, движењата, фондот на движење е огромен и се токму затоа и пробува некако науката која што се нарекува кинезиологија или наука за движење, кинезис, движење, логија, наука, да систематизира какви све видови на движења постојат. И токму затоа и денешнава тема, каде што, например, една класификација по Фарфел, физиологија на спорт, старо книгиче, добро, интересно, вели дека може да се поделат мускулните активности, ако ги разгледуваме по спортови, може да се поделат на положби и ставови. Може да биде, како што кажавме претходно, нели по терминологијата, лежечки, седечки и така натаму. Може да се поделат, например, на ваков некој вид, каде што вели стереотипни движења, голема група пода и ситуациони или нестандардни движења. Значи стереотип значи цврст отисок, нешто што може да го препознаеме како движење. Па например имаме, еве конкретно нека биде, почнам со стереотипните. Има стереотипно движење во гимнастика, во скокови во вода. Сите оние спортови кои што се оценуваат уметнички, например сноуборд, фигури, синхрони скокови во вода и така натаму. Таму се знае однапред што ќе изведе спортистот, нели? И тоа е стереотип, значи тоа се стандардни движења. Нестандардни се оние каде што не знаеме што ќе направи фудбалерот, ракометарот, мечувалецот, какво вид на движење ќе направи. Тоа се нестандардни движења, боксерот, значи дали ќе направи одбрана или ќе отиде во напад.
Кога зборуваме за стандардни движења, зборуваме за циклични движења и ациклични движења. Циклични движења се циклус, значи нешто што е повторувачки карактер, трчање. Знаеме дека после чекор со лева нога напред, следува чекор со десна нога напред, доколку се работи за спринт или било која тркачка активност. Активност во трчање. Во велосипедизам исто е циклична активност. Имате идеја за некој друг спорт каде што има повторувачки карактер или циклус во движењата, кај што може да се препознае? Мене ми текна еден спорт на вода. Например, весли. Како? Пливање. Пливање, точно. Пливање е циклично движење. Значи, знаеме точно дека после еден циклус, каков циклус следен доаѓа. Тоа е едната исто поделба на овие стереотипни движења, значи циклични и ациклични. Веслање, нели, намирна на немирна вода, што имаме друго, сега ова е поделбата, значи како може да се подела според интензитет, може да се според локомоција е придвижување на телото во простор, значи locomotion, да се придвижи нешто во простор, па локомоција реализирана со нозе. Еве, например, имаме циклично движење лизгачки чекор. Заборавив да го споменам, ама нели има многу видови на движење. Cross country skiing или нордиско трчање. Тама точно се препознава дека со нозете правите и со рацете, ама доколку е, например, во последно време се повеќе олимписка дисциплина е ice skating или лизгање, брзо лизгање. Значи, лизгачкиот чекор на лизгалки е точно циклична активност, која што е со некој лизгачко трчање или дури и скијањето може да биде некоја циклична активност од двете нозе, затоа што правиме свиоци, свиок на лево, свиок на десно. Може да биде цикличното движење, локомоција реализирана со раце и така постојат некои скијање, пливање и слично. Исто така се ако зборуваме за интензитет, кај за Циорски може да најдете како може да се поделе интензитетот, може да биде максимален, тоа е спринт, секогаш кога зборуваме за може и во издржливост да кажеме максимален интензитет, ама тоа значи дека треба да издржите подолго време, значи не е 9 секунди, него да биде тоа нешто над 2-3 минути. Ама генерално максимален интензитет се однесува на брзина. Субмаксимален интензитет, значи нешто што е под максимумот, субмаксимум, и може горе да ги видите и дистанците кои што за Циорски ги дава што значи по интензитет, дека 100 метра е максимален интензитет, 200, 400, 800, 1500 е веќе субмаксимален. Со голем интензитет е негде веќе 10 км, умерен интензитет, маратон. Не можете маратон да трчате со максимален интензитет, затоа што ќе можете да издржите не повеќе од 2-3 минути. Таа е таа некоја логаритамска крива која што ја дава за Циорски и некако представа за интензитетот, кога велиме какви структури на движење имаме, можеме и според интензитет да ги поделиме, ама малку повеќе ќе зборуваме на крајот на ова предавање за аеробни и анаеробни механизми кои што се многу битни како структура на движење. Добро, ацикличните движења се оние кои што имаат некоја може да предвидиме што се случува, ама нема циклус врзан. Па еве, скокови, исфрлувања, кревање на тегови, во различни спортски гранки, ако ги разгледуваме, или повторно има истото и во гимнастика се случува, во трамполина, знаеме дека ќе отскокне високо горе, ама еднаш само ќе го направи тоа. Нема да ги врзе како во трчањето, движењето. Според одлики на движење, добро, според некои моторички способности, гаѓање, сервис и така натаму. И сега, другата група под Б доаѓаат овие ситуациони движења, кои што се нестандардни движења, голема група на движења, веќе слайдов објаснува. Ова се изваден слайдов намерно од книгата, за да може да видите кога ќе го читате на што се однесува. Значи, доволно е само да ги препознавате што значи циклично, ациклично, стандардно, нестандардно, и ако ме праша некој, не мора јас, во иднина, какви се тие циклични движења, треба да знаете да објасните дека нели тоа се движења кои што имаат циклус во себе. Трчање одма примерче да дадете, веднаш се препознава. Понатаму, кога ќе запишете магистериум или
нели докторат, ќе правите трудови, а и не мора само при запишување на магистериум, туку било каде кога ќе сакате да се објасните, повторно се користат овие термини. Значи имаме циклично изведување на функционален тренинг. Па имате вежба која што е брпис, ако кажете дека циклично изведување на брпис, значи дека правиме неколку повторувања на легни, стани, скокни, легни, стани, скокни. Ете ви еден циклус. Значи тоа е циклично движење кое што може би составено од ациклични движења, но сепак има циклус во себе и затоа се нарекува циклично или ациклично. Да, само да видам. Овде, уствари, си мислам дека ќе дојде после за стохастички, да. Следна, Бушарт, например, дава нека ваква подолба, па вели дека физичките вредности може да ги дефинираме како структури, како кинетички операции. Па тоа да биде, например, структурите морфолошки, кои што можеме да ги опипаме, големина на мускули, граден кош, подкожно масно ткиво и слично, или перцептивни, значи нешто што е поврзано со когнитивните структури. Кинетички операции, да не ги читам, ова е само еден пример како може да се подолат, држете се на претходниот пример, било добро и доволно би било. Да видам уште нека подолба дали имам од овој тип. За ова малку зборувавме за латентен и манифестен простор минатиот пат, ама добро е да го споменам уште еднаш. Значи, кога веќе зборуваме за структура на на движењата, тогаш можеме да треба да се спомне и овој дел повторно. Манифестен простор, оној дел кој што го гледаме, латентен простор, оној дел кој што не го гледаме. И кога, ај уште една прашање нека биде. Дали моторичките способности се латентни димензии или се манифестни? Еве прашање за неиспит. Значи, дали силата, издржливост и другиве способности, брзина се во латентниот простор или се во манифестниот простор, или се и во латентниот и во манифестниот простор се прикажуваат, или постојат. Подобро би било. Дејан? И во двата. Точно. Како ќе го дообјасниш тоа дека и во двата? Инаку точно, да. И можеме и не можеме да предвидиме колку е способности на. Ние добро, можеме да предвидиме кога, а кога не можеме. Еве, ова е прашање за неиспит, супер. Си разговараме како за неиспит исто. Значи, кога можеме нешто пробувам да одговорам според тоа ти што ми даде или да поставам прашање според тоа ти што ми даде. Значи, еве, јас ќе го поставам уште еднаш прашањето. Кога издржливоста, дали постои во латентен простор и дали постои во манифестен простор? И да ми дадеш пример некако. Издржливоста како способност. Било која. Сила, брзина, било која способност. Например, брзината може да го видиме на спринт во манифестен простор. Одлично, супер. А ако не ја видиме на спринт, тогаш таа постои некаде како квалитет на човекот. Да, ама ќе не може да го иска. Ако оно постојано на кој пат не може да го искаже од одреден момент. Добро, пред да ја искаже. Дали постои и во кој простор постои? Во латентниот. Латент. Точно. Еве, тоа е тоа што треба логични одговори да даваме. Значи, додека до моментот пред да се манифестира или да се прикаже, таа е латентна димензија. Таа секогаш ќе биде латентна, ама кога ќе пробаме да прикажеме колку сме издржливи или брзи или силни, тогаш таа влегува во манифестниот простор. Океј, супер, се надам ќе помогне едно испитно прашање, чисто да видите како изгледа. Темава е интересна, можете да си ја допрочитате, ако имате прашање, може да прашате, но генерално ова го зборував и минатиот пат, на кратко, дека разгледувајќи го латентниот простор на човекот преку многу тестови, преку некои математичко-статистички методи, се дефинираат
структурите кои што се одговорни за одредени работи, значи се сублимираат, се ставаат низ сито работите и, например, велиме, најпросто кажано, мозокот е главен за размислување. Не само за размислување, но повеќето е главен за размислување и за задавање команди. Срцето е главно за да може да испумпа одредена количина на крв во единица време, нели? Сега ние тука бараме кои механизми внатре во латентнава димензија, во латентниот простор на човекот се одговорни, например, за брзина, за силина, па за сегментарна брзина, за изфрлување на копје, па за подигнување на тегови, па дали се слични тие димензии. Сите тие моменти кои што, за да го дефинираме тој латентниот простор, споменав и минатиот час, се прават преку еден вид на, само да видам кај ми е, да, се прават преку еден вид на статистички методи, каде што даваме многу голем број на тестови, кои што се однесуваат, например, брзина сегментарна, па тапинг трака, тапинг нога, претклон засук, тапинг. Ова се се тестови, така и пишува горе, кои што допираат одредена способност, па прецизност, допираат одредена способност. Па гледате колку способности, колку тестови, например, се зададени кај во ова истражување, тоа е истражувањето на Курлеџ, каде што кажува дека имаме многу тестови за овие сите способности и на крај пробуваме да видиме кои се тие механизми во позадината, значи во латентниот дел, каде што скриениот дел, каде што не може го видиме, преку вакви истражувања да видиме дали може би се еден или два механизми се одговорни за повеќето од овие способности за да се прикажат. Па токму тоа и се покажува дека, например, еве ги троскокот место ова експлозивна силина, само да видам кај се, да, експлозивна силина, трчање на 20 метри, брзина, значи силина, експлозивна и брзина се групираат во еден простор кој што се нарекува механизам за регулација на интензитет. И велиме дека овој тоа не е физички простор, тоа е нешто што е одговорно за да може да се прикаже силината, значи некој организацијски систем за да може да се прикаже силината и брзината. Па овде велиме имаме висење во згиб, значи тоа е статичка сила и репетитивна сила во зелено. Да видиме статичката и репетитивна сила, имаме друг механизам што вели за регулација на траење на ексцитација. Значи некој подсистем е одговорен во овој латентен простор. Добро, ова го зборував минатиот пат, но ете накратко да се спомене дека може од тие фактори што ќе се извадат, може да се извадат и подфактори, па да видиме ако идеме уште една со факторизација, тогаш ќе дојдеме до еден единствен фактор кој што се нарекува човек и он е одговорен најверојатно за се. Ама ние сакаме да си играме наука, па од човекот го цепкаме на делчиња и велиме може да прави вакви движења, велиме може да прикаже овакви способности, може да научи онакви движења и на тој начин си креираме, нели, наука. Не е тоа, како го кажам, како приказна, но сите науки се дефинираат на тој начин. На Менделеев во Менделеевиот систем не му текнало туку така да ги истражува елементите, туку требало да има позадина од што е составено дрвото, од што е составено некој метал, за да може да најде структурата на елемент на материјалите. Така и ние пробуваме да ја видиме структурата на движењата преку разни методи и примери или методи на истражување. Англосаксонска терминологија, каде што може, например, локомоторни движења, реков придвижување во простор, locomotion, па има одење, трчање, скокање, галоп, старт, приземјување, нелокомоторни движења, свиткување, истегнување, буткање, влечење, манипулативни вештини, ритмички активности, креативни движења. Ова сега имате во книгата. Значи, чисто еден друг вид на подолба на движењата. Да, може да се класифицираат спортовите, значи и тоа е некој вид на подолба на спортови, или систематизација на спортови, па, например, моноструктурални. Моно значи едно, моноскија, една скија. Сноубордот е моноскија. Тоа што пред првиот пат кога се појави сноуборд, не знам дали некој од вас памети или може би видел, не беа поставени нозете во расчекорен став,
туку беа поставени паралелно како на ски. Значи, замислете да имате наместо 2 ски, имате само една скија, која што е споена. Па таа се нарекуваше моноски. Моно значи едно, поли значи многу. И се имаме моноструктурални движења, кои што пак може да ги поделиме на циклични и ациклични. Веќе објаснивме кои се тие. Имаме, да не должам, имаме полиструктурални, каде што има многу голем број на движења. И сега тука вика повторно детерминирани движења, кои што ги знаеме, ама и стохастички движења. Стохастички значи дека не може да се предвиди, има некоја своја самоорганизација, која што ние во моментот не можеме да ја предвидиме. Квантна физика и во спортот пробува да направат некои, да не ги кажам, метафизички дефиниции, но, например, да видат што е тоа што го организира во позадина, дури и овие системи или овие движења кои што не може да се предвидат, што е тоа што нешто е носечко, затоа што носечко што го организира човекот или Меси, например, да направи таков збир на движења за да ги помине одбранбените играчи и да даде гол. Со овие теми се занимава професорот Роберт Христовски, трета година, беше во четврта, не сум сигурен дали сега во трета, теорија и методика на спортски тренинг, но мислам дека ќе акредитира уште една нов предмет. Во меѓувреме, еве, можам, кога сум веќе кај тоа да ви објаснам дека, например, Сума негова веб страна, Еду, мислам дека беше. Да. Интегративно, како да го преведам, интегративно учење на нештата. Ајде, нека биде така. Значи, супер веб страничка каде што објаснува многу концепти, кои што пробуваат всушност да објаснат како еве овие стохастички системи пробуваат да се организираат. Значи, систем наједноставно можеме, еве, спорт спомена, фудбал, може да биде борење, бокс, значи вие не може да предвидите што ќе направи во следниот момент противникот. Ние како лаици не можеме, можеби некој поискусен може во некој момент да предвиди, но сепак се работи на фактор на изненадување. Кога зборуваме за стохастички пример, едноставно може да споменам, еве, прашање кон вас. Дали водата кога врие, меурчињата што се појавуваат, се организирани или не се организирани? Што мислите? Дали тоа хаотично делуваат меурчињата? Мислам, хаотично е движењето на меурчињата кога врие водата? Или не? Ако кажете да или не, треба да дадете и одговор зашто да, зашто не, или што мислите, кај сте нашли како информација? Не. Објаснуваат. Ајде уште еднаш, не слушам Андреј? Дејан го слушам. Колите од топлината, викам, се у наводници беснуваат и идат во сите насоки. Така делува. А Дејан сакаше да каже не, на што дека не е организиран системот, дека не е организирано, има вртложење на меурчињата, Дејан, или? Изгледат како хаотично, ама на одреден водата заврува на одредено време, односно како се загрее. Да, водата се точно на одредена температура, значи треба да дојде некој тригер момент, или тоа се нарекува каде се термините? Ги има термините на македонски, се нарекува, еве ви овде, привлекувач. Значи нешто што ќе ја привлече водата, пример, за да може да почне да прави хаотични движења. Но, еве, прогуглајте, токму ваквите вештини и видови на истражување покажуваат дека всушност вриењето на водата и меурчињата внатре се фантастично самоорганизирани. Тоа е исто како птици кога летаат во лет. Ние делува дека они летаат хаотично и дека може да се судират, ама не се судираат. Они се супер организиран систем. Тоа е интересното, што да се вратам назад на нашава презентација,
дека стохастичките системи ние велиме дека се непредвидливи, но всушност науката спробува се повеќе да ги направи предвидливи, затоа што ние сме на планетава Земја и на нас влијаат многу закони кои што математички може да се покажат и да кажеме дека има причинско-последична врска помеѓу нештата што се појавуваат. Дали политичкава ситуација вели дека еднава земја нападнала другата заради нешто, значи тоа е причина последица. Без разлика што е, може да е некоја инсинуација на земјава што напаѓа, но сепак нешто има како формула која што може да се математички да се дефинира и да кажеме дека ова постои како законитост. Значи, по пат на бројка, математички да се дефинира. Слично е примерот со водата, што го кажа, значи точно се знае, може да се предвиди, да се види какво е движењето на милчињата, може да се предвиди нели движењето на птиците, но и во спортот може да се најдат кои се тие атрактори, привлекувачи, тој збор го барав, атрактор, кои се тие атрактори, привлекувачи кои што се носечки да системот се однесува така како што се однесува. Па, например, човек што има повреда или болка во колена, кај него начинот на движење, нели, со помош, со еден вид на куцање или така неправилно одење е затоа што има болка, а тракторот е таму во болката. И тој момент е интересен, можете веб странава се вика suma.edu.mk. Гледам дека и на англиски, не знам дека има на англиски, има и на шпански. Можете да проверите во овој дел, е супер интересна и објаснува за многу моменти, например, кои се пофазните премини од една состојба во друга, зошто се, и тоа е на македонски, зошто се случува таа фазна промена, зошто, да, ова е и Марко Стефановски, работникот на професорот Роберт Христовски, не сум ја отворил одамна странава, но ете е интересна и може да ја искористите. Да се вратам на тоа што нас не интересира, зашто се вака да се направим. Тука сме негде близко. Значи, овој дел беше во однос на полиструктуралните движења, каде што зборувавме за стохастички системи. И супер интересно е, искусните во спортот може да направат и некоја своја субјективна проценка. Нели, ако фудбалеров тргне на лево, дали навистина ќе проложи на лево или ќе направи финта па ќе проложи на десна страна. Тоа се тие моменти каде што ние пробуваме да ги решиме. Инаку тоа е стохастички систем, значи не терминологијата е дека не објаснив систем, но суштина најверојатно се може да се објасни. Науката пробува веќе тоа да го дефинира, дека се може да се објасни и да се даде. Само ние немаме капацитет во моментов, нели, како што не сме имали капацитет да објасниме многу работи пред 100 години. Може да бидат движењата комплексни, значи еднородни, каде што исто така знаеме што има во седмобој, што има во комбинација нордиска или разнородни, триатлон и така натаму. Овој дел е интересен, ќе посветуваме внимание на повеќе часови, особено на каде што ќе зборуваме за силови способности и најмногу за издржливост. И исто така движењата, значи може да ги споделиме според механизмите кои што се вклучуваат во позадина како енергија. И тоа се аеробни или анаеробни. Две основни поделби. Аеро, на што ви асоцира аеро? Еден или една, Дејан се вклучува и кој беше и Андреј колегата, ама може и други да се вклучат. На што ви асоцира зборот аеро? Воздух. На отворен простор. Аеро значи воздух, аеросоли, аеробни микроорганизми, аерозагадување, нешто што аероклуб, нешто што е поврзано со воздух. Во ова ќе биде испитно прашање, колеги се бунат, не може да направат разлика помеѓу аеробно и анаеробни механизми. Значи, ако аеробно го знаеме, сме го учеле, е поврзано со кислород, тогаш анаеробно е обратно, не поврзано со кислород. И ако веќе знаеме што значи аеробно и анаеробно, тогаш многу лесно можеме да кажеме дали движењата кои што се во аеробни
услови се изведуваат или кои што користат аеробни механизми за снабдување на енергија, може да ни помогнат да ослабиме или напротив, анаеробните механизми или движењата кои што се во анаеробни услови се изведуваат, дали може да ни помогнат да ослабнеме. Еве некој дали може би ја разгледувал оваа идеја, не сме го поминале како концепт, ама може би некој има информација од вас. Ке го ајде Андре. Поведи. Па ја мислам дека аеробните би помогнале во ослабување, затоа што нели со оксидацијата и пиша тога гликозата би се потрошиле некои залихи од телото што ете се наталожени и на друг начин ги согорува, нели, се согорува енергијата. За разлика од анаеробниве, односно нели креативен фосфат кој ни е потребен за АТП да се одржува, е као моментално за краток период енергија. Океј, има логика, со тоа што ќе направам уште ќе додадам нешто. Само првото зборче е аеробно, а вторите две се анаеробни, ако приметувате. Во анаеробни влегуваат и гликолитичкиот систем и креатин фосфатниот систем. И сега овде ја го поставив трики малку прашањето, но може да се постави на овој начин. Каде се трошат маснотии? Еве испитно прашање. Во аеробни услови или во анаеробни услови? Тоа е тоа што го кажуваш Андреј сега. Каде се трошат маснотии? Анаероб. Не точно. Аеробни. Во аеробни, точно, така, во аеробни се трошат. И сега, ако вие знаете во позадина кои се тие аеробни механизми или услови во кои што телото функционира, тоа е кога имаме аеробно, не асоцира дека имаме присуство на кислород. Кислородот овозможува или се користи како материјал за согорување само најмногу кога ги трошиме маснотиите од телото. И сега ние велиме, се трошат секогаш, и маснотии, и креатин фосфат, зависи ако забрзате, и гликоза или јаглехидрати се трошат, но ако работите, например, под 80% од вашата максимална срцева фреквенција, тогаш сте со сигурност во аеробни услови. Или ако работите под анаеробниот праг, некои 10%, тогаш сте сигурно во аеробни услови. Тога знаете дека трошите маснотии. Е затоа се интересно да знаеме, кога ќе каже некој во какви услови треба да работиш. И ти ќе му кажеш, треба да трчаш во анаеробни услови за да потрошиш маснотии. Дали е тоа точно? Не. Ако ги гледаме работите екстремно. Инаку точно се трошат и маснотии во анаеробни услови, но најмногу, ако трчате 30 на 40 минути, например, во анаеробни услови, значи тоа е над анаеробниот праг, еден момент кој што ќе го гледаме по темата по издржливост, тогаш вие трошите повеќе јаглехидрати. Или тоа е гликолитички систем, механизам во позадина кој што работи. Значи ја троши повеќе гликозата, шеќерот, јаглехидрат, тоа се све синоними, миоглобин. Тоа се све синоними кои што се однесуваат на јаглехидрати и на таа резерва. Например, ако забрзате, тука спомена, затоа кажав Андре, ќе додадам уште нешто, ако забрзате многу повеќе да трчате најбрзо на свет, тогаш можете да издржите 10-15 секунди да трчате со таа брзина и мора брзината после тоа да падне. Зошто? Затоа што креатин фосфатните резерви се потрошени. Немате веќе креатин фосфат во вас. И сега тука Андре кажа дека креатин фосфатот го надополнува АТП, ама некако изгледа дека АТП се надополнува и од гликозава, од јаглехидратите, ама и од маснотиите. Тоа е некое соединение, да кажеме, богато со енергија или соединение кој што има фосфатни единици во себе. Најверојатно, на крајот, сите овие енергенси што ги споменав, маснотии, јаглехидрати, креатин фосфат, протеини и слично, на крајот се претвораат во фосфор или П компонента, која што на ниво на саркомера, не знам ако ме гледате таму, аптичко-миозински нишки има, ќе го објасниме процесот, се прави мускулна контракција. Тој П или фосфор делот елемент е битен за да може да се направи мускулна контракција. Тој дел, П делот или фосфатната единица, доаѓа од аденозен трифосфат. Аденозен трифосфат мора да се наполни со фосфатна единица и најверојатно се полни
од овие 3-4 енергетски системи кои што ги споменав, масноти, јаглехидрати, креатин, фосфат, протеин или се што може да се донесе како храна или преку дигестивниот тракт. А и не е само дигестивниот тракт, храна е, ако гледаме метафизички, и воздухот, храна се и импресиите што ги прима човек. Човек без импресии не може многу долго да издржи, значи без да прима информации. Ова се испитни прашања кои што ете ги споменав. Значи што значи аеробен механизам, што значи анаеробен механизам, ама ќе позборуваме за ова малку подетално, точно што се троши и како се вежба. Значи не може да вежбате во анаеробни услови, да трчате спринт и да очекувате дека ќе ослабнете. Не може. Може да ослабнете ако трчате во анаеробни услови 30 на 40 минути над анаеробен прак, ама тоа ќе биде заморно. Не може човек кој што има 130, 100 или 100 килограми да му дозволите да трча или да изведува активност која што е над анаеробен прак. Дајте му лесни активности, едноставни, затоа што ако го силите многу, тогаш ќе има проблеми на зглобните елементи, едноставно преголем напор ќе биде, и затоа се препорачува, се кажува, ако не се препорачува туку, тоа е вистина, ако сакате некој да ослабне, работите во аеробни услови. И тогаш се кажано. Тој што разбира што се аеробни услови, се објаснил со искористување на терминот аеробни или анаеробни, ако е во други некои услови. Затоа е спомнато тука како систематизација на движење. Имате некои прашања во однос на ова? Не. Океј. Исто така може да се подели, нели, движењата може да се поделат според тоа дали зборуваме за моторички способности или моторичка вештина, но на некој начин се преклопува. Не може да научите велосипед да возите доколку немате одредена сила во нозете, или да издржите да научите во периодот, не знам, ето 20 на минути ни учевме да поскокнуваме со јаженце. Таму не требаше експлозивна сила. Значи, за да научиме да поскокнуваме со јаженце, не требаше моторичка способност. И тоа е единство на моториката, каде што, како што кажав, човекот е еден, ама ние пробуваме да го цепкаме и да кажеме, овие работи се учат, ама овие работи се вежбат. Па, например, постојат циклични движења, ациклични движења. Па имаме латентен простор, па манифестен. Па чека се, имаме механизми за енергија аеробни, анаеробни. Па во анаеробните имаме вакви и такви. Арно, ама оние кои што пробуваат да преживеат или да екзистираат на планетата во условијата, па ќе кажам, има се нека војна, има секогаш имало војни, има војни во азијскиот континент, никој не ги спомнува, за жал, ама кога ќе дојде кај нас, тогаш имаме проблем. Но едноставно Јужна Америка, племиња кои што немаат интернет и немаат потреба да купуваат нешто од некој моден креатор, ке нив не размислуваат они дали треба да трча за да биде подобар, за да побегне во Јужна Африка, или шега од лавот. Тој едноставно трча, бега, не размислува што во позадина има, латентен или манифестен простор. Но ние се занимаваме со науки, пробуваме тоа да го расчлениме на некој начин. Да, значи не скршлив спој помеѓу вештини и способности, го споменав и изгледа со ова завршуваме. Точно. Јас имам толку. Задоснив 7 минути, 51 минута, рекорд 45. Имаме некои прашања?